Ја слушате програмата Ни Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе почнеме со проучување на глава 19 од Евангелието според Матеј. Станува збор за неверојатен текст, од кој ние денес можеме многу да научиме во однос на христијанската вера. Всушност, мислам дека истото може да се каже и за секоја глава, а и за самото Евангелие според Матеј, кое, како што веќе напоменав, го сметам за најважната книга во Новиот Завет. Во глава 19 ќе читаме за тоа како Господ Исус доаѓа во областа Јудеја. Тој таму зборуваше за Божите стандарди за бракот, како и за Божиот поглед кон разводот. Ако ова е тема која го интересира некој ваш пријател или пријателка, ве охрабрувам да им ја испратите оваа епизода. Покрај другото, во глава 19 Господ Исус ги благословува и децата, а и се сретнува со богатиот младич, кој навидум сакаше, но не беше целосно подготвен да го наследи Царството Небесно. Денес ќе почнеме, но сигурно нема да завршиме со обработка на оваа глава. На почетокот од самата глава, Матеј го насочува нашето внимание кон неколку географски локации. Стих 1. Кога ги заврши Исус тие зборови, тргна од Галилеја и пристигна во пределите јудејски, отаде Јордан. Кога беше во Кесарија Филипова, тој им кажа на учениците дека ќе оди во Ерусалим, каде ќе биде предаден и убиен. Потоа, за кратко време, отиде во Галилејската област. Матеј не известува дека додека беше таму, Исус ја посети и Гадаринската област, а сега читаме дека ја напушти Галилеја и дојде во пределите јудејски, од другата страна на Јордан, односно од источната страна на реката. Стих 2. По него појде многу народ и тој ги исцели таму. Апостолот Матеј повторно го нагласува фактот дека голем број на луѓе тргнаа по Господ Исус и тој ги исцели. Значи, тој не исцели само неколкумина во тие денови, туку многу народ. Денес има многу луѓе кои се нарекуваат себе си исцелители. На таквите ќе им кажам само едно нешто. Ако навистина сте надарени да исцелувате, одете по болниците и испразнете ги. Господ Исус исцели многумина и тоа им беше јасно на сите. Би рекол дека секој кој со вера дојде кај него доби исцеление. Доаѓаме до стих 3. Религиозните водачи од тоа време сакаа да го искушат и да го фатат во некаква замка. Овој пат се обидоа со прашања поврзани со бракот и разводот. Тие се обидуваа да сторат се што можат за да го фатат Исус во ситуација во која ќе каже нешто погрешно со цел да го обвинат и осудат. Стих 3. И дојдоа кај него фарисеите што го искушуваа, па му рекоа: може ли човек да ја остави жената своја за каква и да било причина? Нив не ги интересираше ова прашање или одговор, но за нив беше средство со кое сакаа да постигнат одредена цел. Свесен сум дека христијаните денес се интересираат за оваа тема и затоа би сакал да кажам збор 2 за неа. Се што Бог кажал во неговиот збор е дадено за доброто на луѓето. Кога Бог ги создаде луѓето, тој го создаде и бракот како благослов за луѓето. Значи, бракот не е казна, туку благослов, кој е даден за сите луѓе, независно од нивните верувања и идеологии. Значи, Бог се погрижи за домот. Бог исто така во писмото ја дава и смртната казна како мерка против оние кои прават зло. И со тоа, јас верувам дека тој покажа грижа не само за домот, туку и за народот. Бог исто така му заповеда на човекот да одмара еден ден од неделата. И тоа повторно го стори за да го благослови човекот. Овие три принципи беа дадени за да се заштити домот, нацијата и поединецот. Поентата ми е да кажам дека се што Бог му кажал и дал на човекот е за негово добро. Во овој стих се отвара прашањето за бракот и се разбира, фарисеите сакаа да знаат што тоа значи во контекстот на Израел.
Нивното прашање, иако беше поставено од погрешни причини, е многу едноставно. Дали мажот смее да ја остави жената своја од каква било причина? Ова беше едно од прашањата кои луѓето во тоа време ги дискутираа. Стих 4. Тој им одговори и рече: нели сте читале дека оној што ги создаде во почетокот, маж и жена ги создаде, и рече. Уште на самиот почеток од одговорот, Господ Исус ги враќа фарисеите на почетокот од светот. Тој им кажа кој е Божјиот идеал за бракот, дека Бог не сака луѓето да се разведуваат. Но, вистина и тоа дека Мојсей во Второзаконие, глава 24, стих 1, пишува: кога некој ќе земе жена и ќе постапи со неа како маж, а потоа открие на неа нешто неубаво, па таа веќе не наоѓа милост во неговите очи, и тој и напишува разводно писмо и го дава во раката и ја истерува од куќата. И сега прашањето е, дали мажот и жената треба да останат заедно без разлика на било што, или пак на мажот му е дозволено да се разведе од жената доколку кај неа најде нешто што не му е убаво. Стихови 5 и 6. Затоа ќе остави човек татко и мајка и ќе се прилепи до жената своја и ќе бидат обата едно тело. Па така, тие веќе не се двајца, туку едно тело, а Бог што соединил, човек да не разделува. Ова беше Божиот совршен план, мажот и жената да останат во брак, и тоа беше стандардот пред гревот да навлезе во светот. Разводот не е дел од Божиот првичен план. Зошто? Бидејќи и гревот не е дел од Божиот првичен план. Разводот е секогаш резултат на гревот. И тоа го тврдам со целосна одговорност. Не може двајца да се разведат доколку барем еден од нив не направил некаков грев. Стих 7. Тие му рекоа: зошто тогаш Мојсей заповеда да ја даде мажот разводно писмо и да ја напушти? Ова е добро прашање. Слушнете го одговорот на Господ Исус во стих 8. Тој им одговори: заради вашите жестоки срца, Мојсей ви дозволи да ги оставате жените своји, но во почетокот не беше така. Исус е свесен за Мојсеевата дозвола за развод, но во неговиот одговор ја дава причината зошто Бог преку Мојсей дозволи развод, а тоа е жестокоста на човековите срца. Со други зборови, планот А за човекот беше мажите и жените да стапуваат во брак и да останат во брак. Но, откако гревот влезе во светот, со тоа влезе и разводот. И на тој начин, она што првично било дадено за благослов на човекот, имено бракот, со тек на време, поради гревот, добило капацитет да му го згорчи животот на човекот. Кога луѓето се одлучуваат за злото, наместо за љубовта кон Бога и брачниот сопружник, разводот станува реалност која за жал не може да се избегне. Самото тоа што Бог преку Мојсей даде одредени услови во кои разводот може да се случи, не значи дека Бог смета дека разводот е добра идеја. Преку Мојсеевиот закон, Бог даде и други принципи со кои се регулираат поинакви видови меѓучовечки односи. Тие принципи се дадени за да се заштитат жртвите во таквите ситуации, а не да се поттикне угнетувачки однос помеѓу луѓето. Со оглед на тоа што фарисеите во тоа време многу се интересираа за оваа тема, Господ Исус во стих 9 ќе им даде јасно објаснување за разводот и во која ситуација е тоа дозволено. Тој вели: јас пак ви велам, оној кој ќе ја остави жената своја, освен заради прељуба, и се ожени со друга, тој извршува прељуба. И оној што ќе се ожени со напуштена, исто така прељубодејствува. Прељубата ја крши светоста на брачните завети и според Господ Исус е единствената околност во која разводот е дозволен. Значи според тоа што го вели Господ Исус Христос, еден маж може да се разведе од својата жена, а и обратно, само во случај на прељуба од страна на брачниот сопружник. Знам дека има ситуации во кои некои жени се во брак со мажи, кои, иако не извршиле прељуба, сепак многу лошо се однесуваат кон своите сопруги. За таквите ситуации би рекол дека
Во 1 Коринтијаните, глава 7, апостолот Павле дава и други околности при кои сопружниците можат да се разделат, но разводот е дозволен само во случај на прељуба. Пред некое време ми пристапи една жена и ми рече: мојот сопруг ги троши парите на пиење и коцкање. Веќе не живееме заедно. Имаме 2 машки деца и единствениот начин на кој можам да ги заштитам е ако се разведам од него. Треба ли да го сторам тоа? Ако не се разведам, иднината ќе ни биде многу тешка. Јас си одговорив: ти си христијанка и со оглед на тоа што веќе не живеете заедно, јас би те советувал да не се разведуваш од него, бидејќи секако не живеете под ист покрив. Ако се разведеш сега, ќе действуваш спротивно на Исусовите зборови. Некој можеби ќе рече: тоа не е фер, но јас само го кажувам тоа што е во писмото. Ова не е моја книга, туку Божја. Моje лично мислење е следното: разводот беше дозволен со цел на невинниот брачен сопружник да му се даде прилика повторно да стапи во брак. Ова правило се однесува само на оние кои веруваат во Бог. За неверниците има друга порака која прво треба да ја прифатат, а тоа е пораката на Евангелието. Оние кои се уште не веруваат, треба прво да размислат за крстот, а потоа за разводот и други второстепени по значење прашања. Она што треба да го имаме на ум е дека во овие стихови Господ Исус дава само една околност во која разводот е дозволен, а тоа е прељубата. Што е со оние кои биле во брак, нивниот брачен сопружник извршил прељуба и сега се разведени? Дали тие можат да стапат во брак? Одговорот е да, ако причината за разводот е прељуба, тогаш оној кој е невин во тој развод има дозвола да стапи повторно во брак. Ке продолжиме со читање. Стих 10. А учениците негови му рекоа: ако е таква должноста на човекот кон жената, тогаш не треба ни да се жени. Со други зборови, учениците велат: подобро е човек сам да си остане. Да, оние кои остануваат сами се лишат себе си од многу неволји, но слушнете го одговорот на Господ Исус во стих 11. Но тој рече: секој не може да го прифати ова учење, туку само оние на кои им е дадено. Во следниот стих Господ зборува за 3 групи на луѓе кои не стапуваат во брак. Слушнете што вели тој. Зашто има скопени така родени од мајчината утроба, а има скопени и од луѓе, но има и скопени кои самите себе се скопиле заради Царството Небесно. Зашто има разни причини поради кои некои луѓе не се женат. Едни се по природа евнуси, други се направени евнуси од луѓе, а трети се откажуваат од стапување во брак за да се посветат на работа за Небесното Царство. Кој може да го прифати ова учење, нека го прифати. Има мажи, а и жени, кои немаат потреба да стапуваат во брак. На таквите доста добро им оди и покрај тоа што од гледна точка на брак цел живот ќе останат сами. Некоја жена ја прашале зошто не сака да се мажи. Таа одговорила: искрено, немам потреба да имам сопруг покрај мене. Што ќе ми е? Веќе имам куче кое лае и папагал кој пцуе. Не ми треба маж кој ќе го прави истото. Поентата е дека има луѓе кои се родени на тој начин што немаат желба да стапуваат во брак, и тоа во некои случаи е во ред. Потоа Господ Исус зборува за оние кои се скопени од страна на луѓе. Се разбира, тука станува збор за евнусите. Но има и такви луѓе кои не стапуваат во брак и тоа го прават поради Царството Небесно. Што сака да каже Господ Исус со тоа? Познавам една жена која одлучи да работи како мисионерка во друга земја. Пред да оди во мисија, разговарав со неа и реков: немаш никакви шанси за да стапиш во брак додека си на мисиското поле. Таа служеше на мисиско поле во период од неколку години и не се омажи. Ми рече: свесна сум за тоа и подготвена сум да ја направам таа жртва. И таа навистина се жртвуваше. Верувам дека тоа е угодно во Божите очи. Но, кога станува збор за оние кои не стапуваат во брак поради царството, сакам да напоменам дека во писмото
не ни се дадени конкретни правила во однос на тоа. Некои луѓе се прашуваат дали свештениците треба да стапуваат во брак. Мој личен став е следниот. Тоа треба да зависи од поединецот. Тој треба да си донесе одлука за себе, а не некој да му ја наметнува. Продолжуваме со читање, стихови 13 до 15. Тогаш кај него доведоа деца, за да ги положи рацете над нив и да се помоли, а учениците им забрануваа. Но Исус рече: оставете ги децата и не пречете им да доаѓаат кај мене, зашто на такви е Царството Небесно. И откако ги положи рацете над нив, Исус си отиде оттаму. Во една од предходните епизоди размислувавме за спасението на децата, но забележете ги зборовите на Господ Исус во овој неверојатен текст. Тој им вели на своите слушатели да им дозволат на децата да дојдат кај него. Овие зборови се многу добра основа за христијанска служба помеѓу децата. Во превод, тоа за нас денес би значело дека треба најмалите да ги поучуваме на Божиот пат. Патем, кога станува збор за спасението на децата, сакам да напоменам нешто. Имено, децата по автоматизам го имаат спасението се додека не достигнат возраст при која би можеле да кажеме дека се морално одговорни и свесни за своите дела. Се разбира, не е лесно да се каже која е таа возраст. Според некои луѓе е 5 години, според други 7 години, а според трети 10 години. Нема да навлегувам во таа дебата. Ќе ви кажам дека нашата ќерка одлучи да поверува во Господ Исус кога имаше 7 години. Една вечер, таа дојде кај мајка и кажа дека сака да го следи Исус. Откако се случи тој момент, јас неколку пати ја прашав дали сигурно донела одлука. И таа секогаш ми даваше потврден одговор. Но, не само со зборови, туку и преку дела ја покажа вистинитоста на својата одлука. Така што, врз основа на овие зборови на Господ Исус, мислам дека без никаков проблем можеме да заклучиме колку е важна службата помеѓу децата. И ним им е потребно Евангелието, бидејќи кога ќе достигнат возраст при која се одговорни за своите дела и постапки, тие треба да имаат познавање на вистината и да го живеат животот согласно таа вистина. Наместо да дебатираме која е таа возраст, може би е попаметно да го споделиме Евангелието со нив, за да можат да поверуваат во Христос. Но, забележете уште нешто интересно во овој дел од Евангелието. Господ Исус зборува за децата веднаш откако заврши да зборува за бракот. Знаете ли кој страда најмногу кога мажот и жената се разведуваат? Одговорот е децата. Сум слушнал за некои брачни парови кои останале во брак само поради децата, а предпоставувам дека и вие можеби познавате некои такви. Иако според мене тоа не е најдобрата мотивација за останување во брак, сепак сметам дека тоа е подобро отколку мажот и жената да се разведат. Децата можат да бидат добра првична мотивација за спас на бракот, но со тек на време, двајцата сопружници треба да работат на подобрување на бракот и да останат во него бидејќи се сакаат и почитуваат еден со друг. Тука ќе го завршиме нашето денешно проучување. На крај, повторно би сакал да ве поттикнам да размислувате за сериозноста на Исусовиот повик да им дозволиме на децата да дојдат кај него. Било да имате свој деца кои се мали, или пак внуци или деца во соседството, размислете како да им помогнете да дознаат повеќе за Господ Исус, за неговиот живот, неговите поуки, смрт и воскресение. Тоа е најскапоценото нешто што можете да му го дадете на едно дете. Материјалните подароци се добри, но имаат рок на траење. До следното проучување, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели.
Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.